Добре дојдовте во Дневникот на Телевизија Плюс. Денес сме среда, 9 март. Ова се настаните на денот. Неколку проекти приоритет за јавното претпријатие Куманова план. Целосно ќе се реконструира градскиот парк. Средношколци со групна маска на Струмичкиот карневал. Проекти за изградба на кружни текови, реконструкција на училишта и улици, но и значајни објекти во градот ќе биде приоритет за работа на јавното претпријатие Куманова план. Ова претпријатие од неодамна го води Бобан Николовски. Јавното претпријатие Куманово план ќе продолжи да изработува проекти за изградба на кружни текови, реконструкција на училишта, како и на дупови, пошто ќе се овозможи простор за инвестиции, информираше новиот директор Бобан Николовски. Истакна дека веќе се работи на проект за кружен тек на крстосницата Гоце Делчев трета МУП, кој завршува со крстосницата со Доне Божинов и Октомвриска револуција, со уште едно вакво сообраќајно решение. Паралелно на ова работиме и со работиме на урбанистички идеен проект за гимназијата Сами Фрашери. Работиме проект за комплетна реконструкција на основните училишта во Агино село и во село Речица. Работиме и на повеќе дупови истовремено. Тука се дупот Панче Пешев, кој што кога ќе биде целосно завршен, ќе овозможи граѓаните на Куманово да добијат нова детска градинка и основно училиште. Тука е дупот Перо Чичо, кој што исто кога ќе биде завршен целосно, во тој дел од градот ќе може да граѓаните на Куманово да добијат градинка. Дупот 11 октомври го работиме и почнавме сега да работиме на дупот за кумановци попознат како Бањски комплекс. Новиот директор на Куманово план потенцираше дека во соработка со секторите од општината и градоначалникот ќе се даде приоритети на изработка на проект за реставрација, санација и адаптација на делот за најчискиот дом, познат како Стар градски архив. Работиме и на урбанистичкиот и основниот и сообраќајниот проект за кружниот тек на кај Зелен пазар и кај сите околни улици на Зелениот пазар. Ќе работиме на проекти за санирање на улиците Моша Пијаде, 11 октомври, проекти за изградба на улиците во Гладно поле, така да граѓаните на Куманово ќе бидат изненадени од ефектот кој што ние како јавно претпријатие ќе го дадеме како придонес во сите оние проекти кои што ќе ги видат изградени. Николовски истакна дека за поздравување се двата проекти кои били изработени пред тој да дојде на функцијата, а се однесуваат за реставрација, санација и адаптација на Соколана и за кружниот тек на трета МУП и Октомвриска револуција. Нагласи дека е задоволен од состојбата во претпријатието. На ова претпријатие му е потребен континуитет. Континуитет на кој што одредени менаџери што ќе доаѓаат, ќе се надоврзуваат со нивната додадена вредност, ќе носат нова енергија, ќе носат нови брзина на проекти, нов квалитет на работење на проекти и така натаму, се со цел граѓаните на Куманово да имаат услуга што ја заслужуваат. Заедно во соработка со општината, сметам дека ова претпријатие има можност, има капацитет да работи барем малку подобро од она што функционирало до сега. Да не ме свати никој погрешно, би сакал да кажам дека јавното претпријатие функционира со еден релативно млад тим. Тоа се луѓе кои што и покрај тоа што се свесни за дипломата што имаат, за знаењето што го имаат, се нафатиле да работат во јавното претпријатие за таа плата за каква што работат, а имале можност и свесни се за тоа, може да работат на други места за некои си поголеми примања. Николовски, кој е дипломиран економист, досега беше вработен во Царинската управа на Македонија. Започнуваме со целосна реконструкција на градскиот парк, објави на својот Facebook профил градоначалникот Максим Димитриевски. Куманово ќе добие нов простор за спорт и рекреација, како што доликува на еден модерен и урбан град, со нови пешачки патеки, нови смарт клупи, соларни канделабри, ново детско катче, простор за домашни миленици, нов спортски терен, нова фонтана, нов паркинг простор и платформа за одржување настани на отворено, додава Димитриевски. Со друг проект е предвидена целосна реконструкција на улицата Братство и Единство со тротоари, а се подготвува и дополнително нејзино поврзување со булеварот Октомвриска револуција, напиша Димитриевски.
Во верски објект во селото Лојане пронајдено е починато лице мигрант, информира СВР Куманово. Случајот бил пријавен во полициското оделение Матејче. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт без траги на насилство. Од извршениот увид од страна на полициски екипи од СВР Куманово утврдено е дека станува збор за БК, 41 годишен државјанин на Република Конго, а по насока најавен обвинител телото е предадено за погреб. Гимназијалци и ученици од Перо Наков годинава по пауза од 2 години заради ковид пандемијата се представија на Струмичкиот карневал со групна маска, ролер костер, поддржани од општина Куманово. На тримери со посебна маска учествуваа и средношколци од државниот центар Киро Бурнас. Повеќе од 10 години општина Куманово преку училиштата е дел од традиционалниот карневал во Струмица. 20 ученици вкупно од гимназијата Гоце Делчев и средното стручно училиште Перо Наков со групна маска настапија на овогодишниот Струмички карневал Тримери. На карневалот посебно се представија и ученици од државниот центар за стручно образование Киро Бурнас. Општина Куманово преку креативноста на средношколците и нивните ментори повеќе од 10 години се презентира на традиционалниот карневал, на кој годинава по пауза од 2 години заради ковид пандемијата, конкуренцијата беше силна, истакна Цоки Ристовски, раководител на одделението за култура при општина Куманово. Општина Куманово учествуваше со онаа маска која што беше пријавена пред 2 години, а која што за жал во последните моменти се откажа карневалот, а тоа е ролер костер. Оваа година општина Куманово учествуваше со двете средни училишта, тоа е гимназијата и Перо Наков, а земјоделското учествуваше со посебна друга маска која што се вика пеперутки. И двете маски беа презентерите на општина Куманово и двете маски нормално имаат поддршка од локалната самоуправа. Оваа година сме задоволни затоа што беше малку и краток период и со онаа маска која што беше изработувана пред 2 години, сега се нешто изработили се поправи маската, а иначе во изминатите ние учествуваме повеќе од 10 години, 13 години некаде учествуваме, имаме добивано и трето, второ место стимулативна награда. Оваа година двете маски не добија ни една награда, така да конкуренцијата си прави своето, за да се добие награда ќе мораат малку и професорите и ние како општината малку повеќе финансиски средства да се издвојат, затоа што на вистина струмичените својот карневал го прават на такво високо ниво. Наредени во колона како да седеа на седишта од ролер костер или луда железница и танцувајќи на кореографија од песна од групата Queen, средношколците пренесоа интересна порака на публиката. Пораката е дека треба едни на други да си подадеме рака и да градиме соживот за подобри времиња, велат учесниците. Учениците маската заедно со кореографијата ја подготвуваа под менторство на нивните наставници. Повеќе време сум активна околу маскембалот, така да оваа година нашата маска, како што беше познато, секогаш кога ќе победи некоја маска, оди, нашата маска победи пред 2 години и настапувавме со нашата маска. Според скромниот буџет, тие навистина беа креативни, инаку оваа маска прв пат настапува и на Струмичкиот карневал. Гледавме да биде оригиналниот изглед на седиштата на ролер костерот, нивната кореографија, да соодветствува на извиците, криците што се случуваат кога се вози некој со ролер костер. Навистина мора да признаеме дека струмичани се навистина прекрасни домаќини, не удостоија со нивното гостопримство и оваа година. За жал еднодневно, претходните години учениците ги сместувавме по домови кај семејствата на нивните ученици. Оваа година еднодневно, но исто така гостопримливи се вративме со навистина прекрасни впечатоци од таму. Значи дефиле со маски, премногу народ на улица, сите се поздравуваат, екипа на репортери, новинари, значи сите сакаат да се сликаат. Навистина еуфоријата е голема и наликува на некоја светска метропола со овој настан. И покрај силната конкуренција, со вложување повеќе труд, поголема креативност, но и финансиски средства од општината, кумановските средношколци на следните изданија на карневал
карневалот може да стојат рамо до рамо со учениците од струмичките училишта. Инаку маската Маскен марш на средното општинско училиште Никола Карев од Струмица е прогласена за најдобра во категоријата групна маска со 50 и повеќе лица на струмичкиот карневал и припадна парична награда од 1000 евра. Жири комисијата додели и 2 дополнителни награди како и една стимулативна награда на струмичките мажоретки. Вкупниот награден паричен фонд за карневалските награди изнесува над 8000 евра, соопштија организаторите. Владата донесе одлука да се укине мерката за задолжително поседување на ковид сертификат за влез во трговски центри, за кои останува како задолжително носењето на заштитни маски, додека обврската за поседување на ковид сертификат останува за влез во угостителските објекти, каде што се служи храна или пијало кои се во состав на трговските центри. Владата го прифати и предлогот траењето на сертификатот за прележана болест од COVID-19 наместо до сегашните 45 дена да трае 180 дена, односно 6 месеци, сметано од датумот на позитивниот PCR тест. Врз основа на препораката на Комисијата за заразни болести, владата донесе одлука за укинување на одлуката со која бремените жени се ослободуваат од работа и работни обврски со физичко присуство на работното место. Со оваа одлука е прифатена и препораката бремените жени да се вакцинираат. Исто така се укинува барањето за задолжителен ковид сертификат за излез од територијата на Македонија. Во организација на Фотоклуб Куманово утре вечер со почеток во 19:30 во Центарот за култура ќе биде отворена традиционалната изложба Жените и фотографијата. Годинава учесничките има можност да изберат дали ќе работат на слободна тема или на темата жена. Изложбата ќе биде поставена до 23 март. Жените и фотографијата е насловена изложбата на уметничка фотографија која ќе биде отворена утре вечер во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Изложбата во чест на Меѓународниот ден на жената 8 март ја организира Фотоклубот Куманово. На годинешнава изложба ќе бидат изложени фотографии од 60 на учеснички од државата, дел од нив млади, односно ученички од основни училишта од Куманово, кои се дел од фотосекцијата на клубот. Годинава учесничките имаа можност да изберат дали ќе работат на слободна тема или на темата жена. Четврток во 19:30 часот традиционално 8-мартовска изложба Жените и фотографијата, организирана од Фотокино клуб Куманово. Во 19 часот во фоаје на Центар за култура ги покануваме сите кумановки и кумановци да дојдат на таа изложба. Ова е 9-та поред изложба на која жените преку фотографијата прават вистинска револуција во осознавање на светот, која води кон рушење на поделбите, а со тоа и прифаќање на нови мислења и воспоставување на нови парадигми. Во објавата на клубот се вели дека жените сочинуваат скоро 20% од професијата во време кога било невообичаено жените дури да имаат професија. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 23 март. Освен во Куманово, изложбата ќе биде презентирана и во повеќе градови од државата. Вчера вечер на подрачјето на СВР Куманово во периодот од 18 до 2 часот по полноќ спроведена е акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол, при што санкционирани се 6 возачи, од кои 5 на подрачјето на Куманово и 1 во Кратово. Вчера во истиот временски период спроведена е зајакната акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол на територијата на целата држава, при што санкционирани се вкупно 65 возачи, од нив 20 на територијата на СВР Скопје, 10 на територијата на СВР Охрид, 8 на територијата на СВР Битола. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови, соопштува МВР. Кумановец пријавил дека бил нападнат во неговиот деловен објект, информира секторот за внатрешни работи. Според пријавеното, вчера во 17 часот и 30 минути во СВР Куманово, ОМ, 46 годишен граѓанин на Куманово, пријавил дека во неговиот деловен објект на улицата Доне Божинов бил физички нападнат од 3 лица со тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во продолжение следуваат вестите од Македонија, кои денес ги подготви Елена Георгиевска.
Курсот на денарот останува стабилен. Народната банка на Македонија, која денеска одржа седница на Комитетот за финансиска стабилност, преку соопштение информираше дека стабилноста на денарот е гарантиран, како и стабилноста на финансискиот систем, кој е подготвен да одговори на предизвиците што би можеле да произлезат од руско-украинскиот конфликт. Од Народната банка уверуваат дека сите финансиски услуги непречено се обезбедуваат и ќе продолжат да се обезбедуваат во согласност со потребите на граѓаните и бизнис секторот. Надлежните регулатори, како што се наведува, координирано ги следат состојбите и се подготвени брзо да делуваат за прилагодување на политиките во согласност со случувањата и да ја одржат финансиската стабилност која е приоритет. Девизните резерви на државата се на високо ниво, што ја гарантира стабилноста на денарот, додека домашниот банкарски сектор е сигурен, ликвиден и соодветно капитализиран, подготвен за справување со евентуалните шокови. Кога Комисијата за заразни болести ќе препорача дека учениците не треба да носат заштитни маски во училиштата, Министерството за образование и наука тоа ќе го прифати. Јас можам да побарам, но факторот што одлучува е Комисијата, рече министерот за образование и наука Јетон Шаќири, во одговор на новинарско прашање дали со оглед на малиот број заразен со коронавирусот, МОН може да побара укинување на маските, тој додаде дека Комисијата треба да процени дали маските, како што рече, веќе не се толку важни и да даде позитивна одлука. Комисијата во последниот период имаше препораки за олеснување на некои мерки. За мене е многу важен фактор скринингот што го реализираше Министерството за здравство со Комисијата за заразни болести, кој ни покажа дека имаме добро почитување на мерките од страна на децата и многу мал број заразени деца. Изјави Шаќири пред почетокот на конвенцијата за твининг проектот понатамошна подршка за имплементирање на националната рамка за квалификации. Владата на денешната седница донесе одлука за исплата на штетите од елементарни непогоди што ги претрпеа земјоделците во 2016, 2017 и 2018 година. Висината на обештетувањето ќе биде 10% од вкупно проценетата вредност. Со одлуката се опфатени 35 елаборати поднесени од 29 општини, а ќе бидат обештетени над 9100 граѓани и правни субјекти. За оваа намена вкупно за сите општини каде што имало временски и елементарни непогоди од буџетот, ќе се исплатат околу 4,5 милиони евра. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство апелира дека земјоделците никогаш нема да бидат оставени сами во состојби кога поради временски непогоди претрпуваат штети врз производството. Дополнително, имајќи предвид дека осигурувањето представува гарантирање на производството, одржување на земјоделските насади и правилно планирање на земјоделскиот развој, Министерството веќе работи на воспоставување на земјоделски осигурителен пул како нов модел на земјоделско осигурување. Овој пул представува систем кој што ќе има за цел да ги заштити земјоделците од штети од елементарни непогоди од една страна и од друга страна да го забрза процесот на обештетување на самите земјоделци, што би представувало една позитивна промена земајќи го сегашниот процес на обештетување на земјоделците, кој од настанувањето на штетата до обештетувањето трае и до година и повеќе. Кумановската и македонска пливачка надеж и член на пливачкиот клуб Тумба од Куманово Никола Трајановски продолжува со импресивните настапи во САД. Трајановски за Универзитетот Ајова, за кој настапува на последното првенство на сојузни држави и универзитети во Мајами, САД, имаше 4 напорни дена каде настапи вкупно во 7 дисциплини, 4 индивидуално и 3 екипни. Со овој настап Никола Трајановски го покажа сиот свој квалитет и потенцијал, за кој во иднина веруваме дека ќе прерасне во еден од најдобрите македонски пливачи во историјата на овој спорт во нашата држава и градот. Ние како клуб се гордееме со Никола и му позакуваме уште поголеми и подобри резултати во иднина, велат од пливачкиот клуб Тумба. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална температура која се искачи до 3 степен и минимална утринска која беше 4 степени под нулата. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со температура која ќе се движи во интервал од -6 до 6 степени Целзиусови. За повеќе информации и доколку нешто пропуштивте од дневникот, може да нас следите и на социјалните медиуми. Имајте пријатна вечер.